Почитувани сограѓани, на крајот сме до овој мандат. Изминаа 4 години во кои заеднички работевме. 4 години заеднички ги исполнувавме сите идеи што ги имавме уште на почетокот. Кавадаци да стане убаво место за живење. Квалитетното и домачинско работење на сите служби на општина Кавадаци придонесе за тоа. Денес да живееме во убав и безбеден град. Предизборната програма ја реализиравме уште многу одамна. Работевме и на проекти кои не беа дел од таа програма, но произлегуваа од вас, драги сограѓани. Вашите потреби и желби, вашите идеи сега се на прво место. Со прогресивниот развој и напредок стигнавме до прво место. Кавадарци сега има целосен, изграден и реконструиран кеј на реката Луда Мара од улица Блажо Алексов па се до село Ватоша. Реализацијата се врши преку неколку проекти кои на крајот ја сочинуваат целината која го поврзува градот со село Ватоша, со пешачка зона, но и понатаму се до Моклиште со изградба на велосипедска пешачка патека од село Ватоша до Моклиште. Во завршна фаза е изградбата на ушеден парк до споменикот Киро Крстев, простор кој сега ќе биде парк со пешачка зона, фонтана и други содржини за рекреација. Во поглед на овие проекти, значително се зголемени и зелените површини низ цела територија на општина Кавадарци. Кавадаци веќе години наназад е на врвот на листата за најеколошки град во нашата земја. Се градат 2 спортски сали во 2 училишта, Страшо Пинџур и во основното училиште Димитар Анџел Габрот во село Ватоша. Ќе добијат спортски сали по долги години постоење. Уште во 2019 година, со доградбата на нови простори во неколку градинки, го решивме проблемот за згрижување на деца во градинките. За неколку недели и целосно ќе се заврши изградбата на нова детска градинка на улица Ресавска. Во делот на спортот, како најголем проект и целосна реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Во наредниот период ќе започне со изградба и затворен базен на локацијата Стара Лалуна. Еден од најголемите проекти е изградба на зелен пазар во централното градско подрачје. Со реализацијата на овој проект значително ќе се подобрат условите за сите нас, ќе се намали сообраќајниот метеж, централното градско подрачје ќе добие нов лик. Во однос на инфраструктурните проекти, во изминативе години беа целосно реконструирани голем број на улици. Улица Шишка, улица Илинденска, Западен булевар, улица Блажо Алексов, улица Клинска, улица Браќа Џунови, улица Ресавска и уште многу други. Ова се само дел од главните сообраќајници кои добија нов модерен изглед. Во однос на околните села, еден од поголемите реализирани проекти е изградба на водоводна и канализациона мрежа во село Сопот. Исто така село Возраци и село Марина добија детски градинки. Драги кавадарчани, овие проекти се само мал дел од сето она досега сработено, што го направи Кавадаци поразлично од порано. Ова е само дел од тоа што не направи модерен и безбеден град. Град во кој младите ќе останат да живеат, да градат семејство и да напредуваат. Сето ова го постигнавме заедно, без вас и без вашата поддршка, Кавадаци немаше да биде на прво место. Ова е заеднички успех. Сакам да изразам голема благодарност до Советот на општина Кавадаци, вработените во локалната самоуправа и јавните предпријатија, како и бизнис сектор за добрата и тимска работа. Само иницијативата и несебичната заложба за нашите Кавадаци. Во овој отчет се собрани голем дел од реализираните проекти во овие 4 години. Овие проекти се реализирани од општина Кавадаци преку проектот Мој општинар, инвестициите во образованието, спортот и културата, инвестициите и работењето на ЈП Комуналец, ЈП Паркизи и територијалната предпожарна единица Кавадарци. Започнавме со мотото за убаво Кавадарци, Кавадаци на прво место, тоа и го постигнавме. А сега наше е да бидеме горди и да го зачуваме тоа што го имаме. Но најважно од се да одиме уште напред, уште подобри и да создадеме уште поубаво Кавадаци.